Рисот денес на својот пат се соочува со проблеми кои произлегуваат како директна последица од човековите интервенции во природата. Битно е да се каже дека рисот е преосетлив на звук. А така првата потешка пречка со која рисот доаѓа во контакт се автомобилите на асфалтираните патишта. Освен ако не е автопат или пак пат со огради, рисот може да ја премине оваа пречка, но е многу внимателен учесник во сообраќајот. Во пролет започнува и сезоната на парење на рисот и неговата потрага по потенцијален партнер. Со пролета се враќа и човекот во шумата. А со човекот доаѓа и машинеријата за сечење на дрвја, чии звуци го плашат рисот. Звукот на моторната пила може комотно да се замени со звуци од градежна работа. Освен викендици крај националните паркови, се градат и патишта, хидроцентрали. Ѓубрето е секогаш тука како потсетник за присуството на човекот во шумата, а најатрактивни во моментов се викенд населбите. Кога викендашите ги напуштаат селските викендици, го фрлаат ѓубрето во контењерите. Ова е шанса за оброк за бездомните куќиња кои се врткаат околу нив и секако тие не го напуштаат селото. Звуците на напуштените куќиња дополнително го плашат рисот и тој мора да најде нов пат, а се случува и куќињата да го јадат пленот на рисот. Овогодинешните пожари на Галичица, чиј символ на националниот парк е баш рисот, уништија 6500 хектари површина кои се потенцијална територија на рисовите кои живеат тука. Веќе изградените автопати и хидроцентрали се тешка пречка на патот на рисот. Другите препреки можат да се заобиколат некако, но тука е крајот на патот и рисот е приморан да се откаже.